лазања. Денеска одбрав да ви направам лазања. Овој пат ќе направам бела лазања и нешто што одамна сакам да ви го покажам, сакам да ви направам лазања од домашни кори. Домашните кори се во основа нашите стандардни јувки, а јас ќе искористам техниката која е повеќе италијанска. Знаете, ние кога правиме јувки, тоа е еден голем сад, се става внатре килограм брашно, внатре одат околу 10 јајца, убаво се размесува, а италијанската метода бара да си направиш тесто оноко колку што ти е потребно за рецептот. Јас сакам да направам, имам денеска убаво бело брашно и ќе направам единствената мерка која треба да ја знаете за ова е дека на 100 грама брашно оди секогаш едно јајце. Јајцата исклучиво на собна температура. Начинот на кој се прави во еден сат, може и на подлога да го направите, па ајде можеби јас ќе го направам на подлога. Ќе ставам 200 грама брашно. Ќе направам на средина еден кратер, односно простор, каде што ќе ги ставам јајцата. Многу сакам да подготвувам свежа направена паста. Можеби не заради тоа што сакам да глумам готвач и дека сум не знам колку е јас тука спремна. Свежата паста ми има една посебна убавина, посебно кога се ја правам во лазањи. Равиолите исто така знам да ги подготвам со вргањ натре, со некое убаво сирење, но свежа паста со лазањи е подарок за секое семејство и за секоја чинија. Внатре ќе ги ставам двете јајца. Ќе направам еден греф, кој знам дека италијаните не би ми го простиле. Ќе ставам малку сол во мојата смесата, иако доколку се обидите да направите, правилна италијанска паста, не се става ништо. Состојките се 2 јајца и 200 грама брашно, односно на секој 100 грама брашно оди една јајце. Јас ќе се извинам однапред и ќе го направам гревот. Ќе ставам малку сол и ќе ставам неколку капки маслиново масло. Зошто го правам тоа? Не заради тоа, прво заради тоа што брилјант маслото ќе ми го ароматизира тестото феноменално, односно ќе биде вид на зачин, а втората причина зашто го правам тоа е за да ми биде сјајно тестото. Кога ќе ставите неколку капки маслиново масло, додека го подготвувате тестото ќе биде исклучително сјајно и ќе има малку побогат вкус од оној кој би го направиле само од јајца и од брашно. Начинот на кој се подготвувам едното јајце прво да ми избега е тоа што полека, помалку ставате од брашното, најпрвин со лажица, за да може малку по малку во мокриот дел од направен од јајцата да ставите брашно, а потоа ќе го соберам со додавање повторно со раката по малку брашно, ќе го формирам тестото. Доколку потребите, најдобро би било со семолино брашно, кое за жал исклучително тешко да се најде по нашите маркети, иако веќе видов дека во некои од маркетите е достапно, тоа е по обработено брашно, кое е наменето исклучиво за правење паста, но и нашите брашна македонски се исто така соодветни, доколку сакате да направите убава домашна паста. Секогаш може да направите однапред и повеќе доколку сакате и да ја ставите на страна, ќе ставите повеќе брашно, ќе ја исушите, значи сушената паста која се купува во маркетите не е ништо друго освен исто ваква паста која поминала процес на сушење. Од кога ќе го соедините тестото, убаво ќе почнеме да го месиме. Доколку тестото ви е посуво, како што е моето, веројатно беа помали јајцата, немој никако да додавате уште јајце, секогаш помогнете си со неколку капки вода, така ќе се улесни лазањата и ќе си помогнете да направите убаво и гумено тесто. Убаво измесете го тестото, соединете го додека не го соберете целото брашно од масата, ќе го одморите 10 на 15 минути, а потоа ќе го пуштиме да помине низ машинката за да направи убави нежни и тенки кори.
Тестото го одморив кратко, го измесив и ве гледате дека веќе кога знаете дека е одморено, кога ќе го притиснете и кога тестото веќе својата решетка ја враќа, ја добива својата првобитна положба. Од ова парче јас мислам дека да направам 4 убави кори. Само малце ќе го размесам низ прсти, меко е, видете колку е убаво и гумено. И на класична машинка, се прво треба да ставим. На класична машинка ќе ја наместиме дебелата димензија, за да можеме полека неколку пати да го поминеме тестото. Тука кај мене на мојата машинка на единица е најширокиот отвор. Потоа, постепено ќе ја намалуваме дебелината на отворот, одиме на потенко. И јас корите за лазање навистина ги сакам многу тенки. И потенко. Ова што го гледате дека ми шета машинката е во суштина заради тоа што мојот пулт нема доволна има преширока е масата за да може да се прицврсти. Па, многу имаме креативни начини како да го искористиме и ова е дебелината на мојата кора која сакам денеска да ја искористам. Сакам да биде малку, значи мислам дека тука сум веќе на осмица, имам уште 2 димензии и ќе ставам малку брашно за малку да се исуши кората додека ја употреба. Ќе ги стегнам сите кори, а од нив потоа ќе направам прекрасна лазања. И последната кора ќе се снајдам со простор. Напред. Има многу состојки денеска, затоа е вака богата масата. И ќе ги набрашнам за да може да се подзасушат додека ги подготвиме останатите состојки кои ни се потребни. Ќе направиме бешамел сос. Ќе го збогатиме вкусот со преубав сушен бркај. А месото внатре ќе биде однапред сварено пилешко и малку шампиньони. Ќе ги оставам малку да одморат, ќе ги исечам да ме почекаат, а следно што ќе ви го подготвам е целиот мастрав кој оди во лазањите. Моите кори ќе се одмараат, ги истегнав, ги набрашнив и мојата екипа креативно ми даде држач каде што моето сукало ќе ги подсуши малку, а ќе уживаме во прекрасниот изглед додека го подготвуваме останатиот дел од рецептот. Имам едно тенџерче, секако Леона Карес. Ќе го загреам и ќе направам класичен бешамел. Малку путер. Ќе се обидам мојата трапавост да не го наруши ова наше дело денеска. Инаку држат за светло, ја држи во воздух целата оваа креација. Ќе го стопам путерот. И треба да направиме бела паста. Белата паста е можеби различно, можеби не сте навикнати да ја конзумирате, бидејќи секогаш кога треба да избереме нешто, правиме паста со томато сос, со црвен сос, а белата паста е можеби оставена за тоа да биде направено со некој друг вид на тестенини. Јас ве охрабрувам да ја пробате оваа која е на база на печурки, односно печурките ќе бидат зачинот во целата лазања. И најважната состојка на секој бешамел сос е трпението. Една лажица брашно. И мислам дека за оваа количина на млеко и 2 ќе ми требаат, да, 1,5 до 2. Ќе му помогнам малку на бешамелот, секако со брилијант маслиново масло, заради тоа што го сакам вкусот на
феноменалните масла на витаминка како зачин. Мислам дека тоа е најважното нешто зошто ги користам витаминка брилијант маслата, бидејќи имаат толку уникатен вкус и мирис, а толку нежно проткаен во целиот тој вкус. Мислам дека затоа ми се едни од омилените продукти. Убаво измешајте го брашното да нема грудки. И ќе земеме маталка. И најважната состојка на бешамелот е трпение. Топло млеко. Кога ќе видите дека се појавуваат првите меури, започнете со додавање. Садовите на гнездо имаат, гледате колку убав додаток, клунче, за да може многу попедантно да ја направите цела оваа процедура. Повторно сите производи денес, и печурките, и месото, не ги доставија пакет МК. Секогаш само еден клик, сите производи кои ви се потребни да ги направите нашите рецепти може да бидат на вашата врата во термин кога ќе го изберете. Бешамелот треба споро да го спојувате, односно полека и нежно со мешање во осмици и постојано додавање на топло млеко, бидејќи доколку додадете ладно млеко, може да го пресечете бешамелот и да направите грудки. Се трудам да се сконцентрирам и да му посветам убаво внимание, затоа што во основа бешамелот ќе биде нашата главна состојка. Ниска температура секогаш изберете, немој да го силите, значи полека дајте му време на путерот да се стопи, полека брашното да се спои со путерот, да се деси сите химиски процеси кои се потребни за да го дефинираат вкусот на храната. Многу е важно да имате трпение кога готвите и тоа е многу треба да го земете за точно кога ви го кажува човек со нималку трпение. Значи, јас важам за многу нетрпелива и темпераментна личност, а исклучиво во готвењето ја наоѓам силата за тоа трпение и да се надминам себе си и сите своји мани кои ги имам како и сите вие и да можам да создадам нешто прекрасно, а при тоа да си го изважбам карактерот и малку да го дисциплинирам цел тој мој темперамент. Од кога ќе го направиме бешамелот, додека е топол, ќе ги ставиме внатре сушениот врган за малку да се опушти, а потоа ќе ја сложиме целата лазања. Бешамелот е готов, внатре ќе додадам повторно ќе направам еден греф кон италјаница, но мене многу ми се допаѓа вкусот кога ќе го олесни бешамелот, односно бидејќи ќе искористиме многу ароматизиран врген, јас ќе ставам и павлака за готвење. И однапред ќе се извинам на сите италјани и сите оние кои ги креираат тие прекрасни италијански рецепти традиционални, што тоа ќе го направам. Ќе го додадам во бешамелот. И додека се уште е топло, ќе ставам едно пакетче вргањ сушен. Ако имате свеж, употребете и свеж. Ќе го ставам внатре за малку да го ароматизира сосот, а да се отпушти печурката. Ќе го оставам на страна да ме почека и за тоа време ќе ги пропржам шампињоните. Може да изберете да не ги пропржувате, апсолутно. Има внатре состојки кои ќе им помогнат да се сварат, да се ароматизираат и да станат прекрасни во вкусот, но јас изберам малку да ги пропржам, само заради тоа што сакам уште малку внатре да додадам од брилијант маслото, за да биде дополнителен зачин во целата лазања и на печурките малку да им помогнам да ја испуштат водата, за да не ми ја разводнат многу лазањата. Печурката во основа е сунгересто ткиво, кое внатре содржи во најголем процент вода и доколку ги ставите целите, тие дополнително ќе се напијат од целокупниот сос кој ќе го ставите, а ако претходно ги пропржите, додадете сол во пржењето, прво ќе го добијате запржен вкус и ќе се ароматизираат со помош на маслото, а второ што ќе направат е ќе ги
ќе испуштат дополнителната вода со помош на солта и нема дополнително да ви ја разлигават лазањата за која се потрудивме да направиме дори и кори. Едно пакетче, мислам дека ми се премногу печурките, ќе пропржам од око. Ставете колку што вас ви се допаѓа внатре. За овој рецепт ќе користиме однапред сварено пилешко месо. Го сварив заради тоа што сакам да биде протеинот кој е неутрален, а ќе го прими мирисот на вргањот и се она што ќе го додадеме како дополнително од сирење во лазањата. Ќе стоплам маслиново масло. И ќе ги префрлам печурките да се пропржат. Бонија таа што доле ми го попречува патот, затоа изгледа како да играм балет нискојна. Може би не може да видите, па да си кажам. Да, уште некоја ќе намалат својата димензија од кога ќе ја испуштат водата. Ќе им дадам малку време да се стоплат, а потоа ќе ги посулам за да ја испуштат целата вода. За тоа време ќе ги исечам стековите. Тука имам 3. Јас сметам дека се доволно за оваа количина. Вие доколку сметате дека треба да употребите повеќе, слободно употребете. Значи само сварен стек. Исто така доколку сакате вкусно запечено, испечете го во рерна однапред подготвен. Тоа го правам заради тоа што стекот како месо кое е ставено измеѓу слоеви, му е потребно малку повеќе време за да се подготви за разлика од сите други состојки кои ги ставивме. Го ставам готов и мислам подготвен однапред затоа што сакам да ја задржи својата неутралност, а да се ароматизира од се она што ќе го додадеме внатре во сосот. Само ќе го посолам, знаете дека веќе сакам слоевито солење на работите. Печурките, само сол. Ќе ги пропржам и се гледаме за кратко, кога се ќе споиме, ќе направиме преубава лазања. Само толку. Ги пропрживме, ќе го изгасам огнот и сега е на ред да ја споиме целата лазања. Направивме и бешамел сос и како секоја лазања е како детска игра. Апсолутно се што се подготвиле, редите слоевито и му давате време потоа да се испече, да се закраска кората и да направите еден совршен рецепт. Секогаш на основата ставете убаво количина на масло, заради тоа што не сакате да ви се залепат корите, да биде тешко да може да ги тргнете. Ставаме мала количина на масло и ќе ставам малку од бешамел сосот, за да го прими првиот слој на кори. И моите кори. Бидејќи се направени од свежа тесто, многу полесно можете да ги ставите во некоја ваква фенси чинија. Секогаш, кога можам да направам лазања од свежи кори, бирам да ја направам. Ставам од сосот. Ќе ставиме неколку парченца месо од печурките. И повторно слој на кори. Ја не можам да поверувам каква измишлјотина ми направи екипата тука. Дори ќе најдам и начин како да го реплицирам во секојдневен живот, видете како изгледа. Повторно слоевито. И на вториот слој ќе почнам со редење на сирења. Да, ова е бела лазања, но
Внатре ќе додадеме мноштво на сирења и вкусови кои ќе ја збогатат дополнително со убави вкусови. Овчи кашкавал, убав слој, за да ја залепи и да ја збогати. Имам убаво плаво сирење. Ќе искористам една коцка само заради тоа што сакам да ми се појави како дополнителен вкус. Не знам дали забележавте, не употребив ни еден зачин, значи ниту ставив лук, ниту ставив било каква зачинска билка, затоа што сакам да бидат автентичните вкусови на се она што ќе го ставиме. И малку пармезан, рендан. Секогаш користете кога можете убав и квалитетен пармезан. Тоа е еден дополнителен вкус во лазањата. Тоа што ги набрашнивме лазањите и брашното кое се наоѓа на корите ќе помогне дополнително да се згусне целиот сос внатре, па да имате убава, леплива структура на лазањата. Месо. Можете и да го заставите месото, апсолутно не мора, не е неизоставен дел, но нема никогаш да ги заставите печурките кои сакаме да ни бидат главната состојка во овој рецепт. Има повторно со кашкавал. Плаво сирење. И пармезан. Мислам дека е време за... Мислам дека ќе си дозволам уште еден слој, длабока е чинијата. Ќе зачувам малку од соса за на крај да ги прелијам лазањите. Месо. Дека можеме целото да го ставиме сега. Кашкавал, секогаш зачувајте малку, бидејќи последниот слој секогаш е сирењаст и секогаш треба да се запече и да биде првиот удар на вкус кој ќе го доживеете од кога ќе го пробате јадењето. И печурките. И на крајот последниот слој од преубавите кори кои ги направивме за оваа лазања. Последниот слој на бешамел. Каде направивме греф и ставивме малку павлака за готвење. Се надевам дека нема да ми замерите. Ама стварно го леснува. Навистина го леснува целиот вкус, доколку целосно го ставите на бешамел, едноставно ќе стане целост повеќе грудки ќе направи внатре, нема да биде таква леплива структурата, а кога ќе додадете малку павлака, имате по убава и полесен вкус на целиот сос. На крајот само сирењата, пармезан, остатокот од кашкавалот и по некое парче плаво сирење за да се појави како зачин. Оди во рерне. Од прилика 30 до 35 минути на температура од 200 степени, односно додека не видите дека сите состојки веќе се споиле, горниот слој е малку потпечен, има добиена убава златно-жолта боја и е спремен за да може да го вкусите. Се гледаме за кратко. И крајниот резултат. Феноменална лазања која, дали може да видите сите тие сирења кои ги ставивме, колку се крцкави, има направено
прв, нели, удар на вашите сетила кога ќе закрцка тоа подпечено сирење и сите кремасти, меки, нежни состојки кои ги ставивме внатре. Не знам дали може да забележите кога ќе притиснете, излегува убавиот сос. За сите оние кои ќе се прашуваат од каде се моите блузони денеска, моите блузони се од Бебел. Се надевам дека ќе ги посетите нивните продавници, имаат секој понеделник нови изненадувања за вас, а јас само сакам да ви покажам крајниот резултат за ова моја денешна креација. Богат ручек и богати вкусови. Ништо ова немаше да биде возможно доколку ја немаме поддршката на нашите пријатели Витаминка, Пакет МК, Горење и Карес, кои секој ден се тука и сложни да излезат на крај со сите мои идеи, кои не се секогаш лесни, морам да ви кажам. А ова е денешната. Јас нема сега да ја пробам, бидејќи не би сакала да завршам со повреда, но ќе се излади и ви ветувам дека има прекрасен вкус. Ви останете ми добро, останете ми во добро расположение, секогаш бидете креативни во кујната и пробувајте нови работи. Пратете ни слики од вашите креации, а ние веќе се гледаме утре со нови епизоди, со нови вкусови и нови рецепти.